Попладне во навлезот од Штип гореше автомобил марка Peugeot со штипски регистарски таблички. Најверојатно пожарот избил поради дефект на предниот дел на автомобилот, додека возилото било во движење. За среќа брзата интервенција на возачот и пожарникарите, возилото брзо е изгаснато. Причината е поголема материјална штета, но повредени нема. Денеска во Пекчево се одржа промоција на проектите од сферата на социјалната заштита од програмата за општокорисна работа. Пекчево беше единствена општина која приоритет во овој проект даде на отворање на група јасли во детската градинка 7 септември. Беа опфатени 3 невработени лица кои што привремено беа ангажирани во рамки на проектот за период од 6 месеци за половина работно време. По завршувањето на тој период, општината заедно во координација со детската градинка ја преземаа врската да продолжат да го финансираат истиот проект. Во градинката оваа година до крајот на учебната година почнавме со 97, до крајот стасавме до 106 деца. А само во јаслената група почнавме со 8 деца, сега моментално се 15. Општина Кочани денес ја презентираше програмата за топлиот културен бран. Манифестацијата се реализира од 20 јули до крајот и од 20 август до крајот на месецот. Во јули ги имаме предвидено следните настани: проекција на играни филмови за деца, потоа имаме изложба на фотографии и имаме фолклорен концерт. Потоа во втората етапа имаме традиционалната ликовна детска колонија и тука имаме еден перформанс, литературно-ликовен перформанс